6 јануари 2014 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Утринава коледарчињата го најавија рождеството Христово, големиот празник Божик. Кој шо сие, нека стане, нека ме се колачиња. Коледарчињата утрово го најавија рождеството Христово. Низ улиците одекнуваше песна. Домакинките чии домови ги посетија коледарчињата ги даруваа со поодготвени колачиња, со ореви, мигдали, костени, овошје и пари. Сите ги очекуваа да дојдат, да влезат во домовите и да им донесат радост и берикет. Во домовите на граѓаните, уште од утринава, започна подготовката на бадниковата вечера. Таа на трапезата, вечерва кој го собере семејството. Сите јадења кои се подготвуваат се посни. Така, освен традиционалниот зелник со прас, сарма, пржена и печена риба, граф, ќе има и многу овошје. Во специјално подготвено лепче се наоѓа паричката, која секој еден член во семејството очекува да му се падне токму него. Лепчето кој го крши најстариот член во семејството, прво на пола и од половината половинка дел ќе му биде наменет на Господа, потоа на куќата и на имотот. Од втората половина парче ќе добие секој член на семејството. Оној кој ќе ја добие паричката годинава ќе може да очекува најмногу здравје и берикет. Божикната порака до православните верници од поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан ја пренесува старешината на храмот Свети Димитрија во Кавадарци Мартин Деневски. Стефан, по милоста Божја архиепископ Охридски Македонски, заедно со Светиот архиерејски синод, по повод божитните празнувања испраќа мир и благослов од Бога до свештенослужителите, монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква. Возлюбени чеда во Господа, пред повеќе од 2000 години, кога се исполни времето, се случи настан што го преобрази и осмисли текот на историјата. Откако со непослушноста се оддалечи од својот Создател, луѓето ја заборавија смислата на своето постоење и тргнаа по пат што води кон целосно обезличување. Но Бог, со својата татковинска промисла и грижа, никогаш не напушти. Туку многу пати и на многу начини им зборуваше на отците наши преку пророците, а во последните дни ни зборува преку Синот. Неопходно беше Синот Божи да ја прими на себе човечката природа, за да му овозможи на секој човек соединување со Бога. Прославувајќи го денешниот празник, ние го празнуваме нашето осветување и обожување. Се радуваме затоа што ни е отворен патот за соединување со нашиот Отец Небесен. Колку и да се трудевме, потпирајќи се само на сопствените сили, никогаш не ќе можевме да достигнеме совршената заедница со Бога, доколку Он не ни тргнеше во пресред. Со неслиеното и неразделно соединување на Божјата и човечката природа во личноста на Синот Божи. Он не прифати сите нас во својата преградка. Наше е да го отвориме срцето, да одговориме потврдно на неизмерената и надумна Божја љубов и така да поитаме кон неговата родителска преградка. Возлюбени празниколюбци, празникот на Христовото раѓање е мајка на сите празници и темел врз кој изградено се вкупното христијанско празнување. Тој е настан и празник за исполнетите очекувања, копнежи и надежи на човечкиот род. Без Божик немаше да има ни Великден, ни Духов ден. Па и светителските празници би биле неможни без денешниот празник. Честувајќи ги светителите, црквата всушност ја прославува тајната на Божјото вочовечување, бидејќи тие во својот живот ја исполниле целта на Христовото раѓање. Бог стана човек за да му овозможи на човекот да се обожи, вели свети Атанасиј Велики. Според ова, празниците имаат една друга карактеристика – да го осветуваат времето. Нивната величина е во тоа што на чудесен начин настанот на спасението го прават повторно присутен и стварен. Луѓето по природа се празниколюбиви битија, па затоа наоѓале и наоѓаат различни поводи за празнување, почеток на годината, роден ден и така натаму. Но една од придобивките што човечкото ги доби со Христовото доаѓање е токму осмислувањето на деновите и на времето што ни е дадено за живење и работење. Прифаќајќи го Христа во своите животи, ние веќе немаме потреба да измислуваме на безсмислени поводи за празнување, туку ја празнуваме нашата духовна слобода, активно учествувајќи во животот на црквата. Знаејќи го сето ова, нашите предци ги избирале токму црковните празници за почеток на важни национални дела,
покажувајќи дека празнувањето им значило живење и живењето им било празнување. Возлюбени чеда во Христа Богомладенецот. При празнувањето на овој голем ден, но и на останатите празници, најважна е пред се суштината на чествувањето. Целта на новиот народ Божи на христијаните не е распадливото привремено земно задоволство, туку небесниот, духовен и нов Ерусалим. Нашата ветена земја е Царството Божјо и затоа со вистинско духовно учество и обележување на празниците ние треба од ден на ден, од година во година, се повеќе и посигурно да чекориме по патот на спасението. Сето ова значи дека и одредени обичаи кои се поврзани со црковните празници и се во согласно со православното предание треба да се чуваат и да не се забораваат, зашто представуваат прекрасна поврзаност и со минатото, но и со соборното радување во Господа. Живееме во време во кое од разни страни, особено на младите генерации, им се нудат безсмислени поводи за празнување. А штом поводот е безсмислен, штом не е во согласно со достоинството на човекот, тогаш и самото празнување е такво. Само пред неколку децении безбожните режими воведуваа и промовираа празници кои би ги замениле големите христијански празнувања. Колкав и да беше нивниот труд, сепак немаа успех, зашто од душата на човекот Бог тешко може да се изгони. Денес пак многумина меѓу нас во деновите кога црковни настани празнуваме и на државно ниво, заминуваат на најразлични места, заборавајќи дека празникот е за празнување со богослужби, духовни содржини и посети на свети места. Со тоа најнапред се понижува и омаловажува благочестивата христијанска традиција, а на нејзино место се воведуваат обичаи и начини на прославување на така нареченото модерно време. Покрај тоа особено треба да внимаваме и на најновата туѓа културна, историска, економска и духовна експанзија, која во вид на најразлични содржини постојано го окупира нашето секојдневие, сакајќи да врати нешто од минатото, да не научи и на други навики, верувања и особини. Слободата на изборот во секоја смисла треба да се почитува, но православниот христијанин покажува и потврдува не само со името, туку со верата и делата на православното живење. Затоа потребни се особено внимание и будност, како и верно чување и негување на христијанското предание, кое се пројавува во многобројните празници на Светата Црква. Тоа ќе не зајакнува во верата, но истовремено е и најдобар начин за одржување и развивање на единството и на црковен и на национален план. Возлюбени чеда на нашата Света Црква, времето во кое живееме се одликува со многу предности и олеснувања во однос на минатите, но исто така и со многу искушенија и предизвици. Затоа од исклучителна важност е на идните генерации да им ги предаваме христијанските вредности, што ги примивме од нашите предци. Тоа најдобро ќе го сториме не само ако зборуваме и убедуваме, туку пред се со нашиот личен пример. Оно што децата ќе го научат во своите домови, во семејната атмосфера, тоа ќе им остане врежено во срцата. Треба да покажеме и постојаност, но и почит кон минатото, па конечно да обезбедиме верската поука целосно и постојано да биде присутна во нашите училишта. Имајќи предвид дека во основата на сите современи изопачувања всушност лежи себељубието, ние како одбрана мораме да ја поставиме христијанската несебишна и нелицемерна љубов. Знаејќи го ова, постојано да имаме пред себе пораката од апостол Јован Богослов, да не се сакаме со зборови, туку со дела и вистина. Прославувајќи го големиот и радосен празник на Христовото раѓање, да се потрудиме со богоугоден живот, да му го приготвиме на Богомладенецот собственото срце, во кое ќе се роди и од кое ќе направи свое живеалиште. Да се погрижиме и на овој и на сите празнувања во Господовата долина, да им ја разбереме смислата и пораката, не заборавајќи дека празнувањето пред се е радување во Господа, а радоста во вечниот Богомладенец никој не може да ни ја одземе. Како народ разделен во татковината и раселен по светот, да се трудиме празниците да ни бидат денови за духовна радост и единствено да покажеме со верата и делата своји дека со нас е Бог и ние сме со Него. Честит Божик и благословено новото лето Господово.
Христос се роди. Архиепископ Охридски Македонски Стефан со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Петар митрополит Преспанско-Пелагонијски и администратор Австралијско-Новозеландски, Тимотеј митрополит Дебарско-Кичевски, Наум митрополит Струмички, Агатангел митрополит Повардарски, Методи митрополит Американско-Канадски, Пимен митрополит Европски, Иларион митрополит Брегалнички, Јосиф митрополит Тетовско-Гостиварски, Јосиф митрополит Кумановско-Осоговски, Горас поранешен митрополит Европски и Климент епископ Хераклејски. Во среда, втор ден Божик, во храмот Свети Димитрија во Кавадарци ќе се отслужи света архиерејска литургија со која ќе чиноначалствува митрополитот на Повардарската епархија господин Агатангел со свештенослужители од епархијата. Честитки до сите православни христијани по повод големиот празник Божик упатува градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. На прагот од овие најголеми христијански празници би сакал од името на локалната самоуправа, од моје лично име, на сите православни верници најнапред од Кавадарци, потоа и на сите од Република Македонија, кои што ги слават овие три најголеми празници. Сакам во духот на празнувањето, во духот на добрата христијанска волја, да на сите им посекам најнапред едно добро здравје, да пред нас дочекаме една успешна година, да безброј кавадарчани си најдат своја работа, своја екзистенција во новите инвестиции во Кавадарци, и секако ова желба не само за кавадарчани, да ја посекам за сите други градови во Република Македонија, да имаат среќата на Кавадарци, да и во нивните домови завладее еден духовен и социјален мир, кој што го нема неколку децени наназад од распаѓањето на Југославија, па и години претходно, и да покрај социјалниот мир живеат во еден духовен мир кој што го носи православната вера. Со ова сакам една порака до сите православни христијани во Република Македонија, да упатам многу здравје, успех како на личен, така на професионален план, а на државата и на кавадарчани би сакал просперитетот кој што до некаде го имаме да ни биде таков какво што ни е срцето, а нашето срце кавадаречко е големо за двајца. На Коледа и годинава се одржа фестивалот на шегата Дедо Цепе Бурина. Кавадарчани повторно ги распламтија коледарските огнови, а се пееа и коледарски песни до длабоко во ноќта. По пети пат годинава по повод Коледа се одржа фестивалот на шегата Дедо Цепе Бурина. Покровител на манифестацијата и годинава беше градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов и Советот, а организатор Домот на културата Иван Мазов Климе. Кавадарчани синоќа на градскиот плоштад уште еднаш ја испочитуваа традицијата. Со песна, вино и ракија го празнуваа Коледе, се кажуваа шеги, а беа избрани и трите најдобри. Златна коледашка доби екипата на актерот Диме Коцевски од Ваташа, Ѓорги Лазов за својата шега која ги насмеа кавадарчани доби сребрена коледашка, а Мики Виденовиќ бронзена коледашка. На фестивалот на шегата Дедо Цепе Бурина покрај големиот број кавадарчани присуствуваа и градоначалникот и советници од Кавадаречкиот совет. Од локалната самоуправа рекоа дека оваа манифестација по повод Коледе ќе се одржи и следната година, бидејќи е прифатена од граѓаните. Коледарските огнови синоќа беа распламтени во секое мало, во секое населено место. Традицијата синоќа се испочитува и во Неготино, и таму беа распламтени коледарските огнови. Традиционално во центарот на Неготино и оваа година се одбележа коледарската вечер со палење голем оган и во присуство на свештени лица од Македонската православна црква. На градскиот оган присуствуваше и градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Со палењето на коледарскиот оган се символизира најавувањето на Христовото раѓање. Оваа традиција на православните христијани продолжува и денеска наутро, кога најмладите одат од куќа на куќа, пеејќи коледарски песни и символизирајќи ги ангелите гласници. Вечерва пак се прославува бадник со посна вечера и лепче со паричка. Се верува дека оној кому ќе му се падне паричката е најсреќен во текот на престојната година.
Граѓанската опција за Македонија Гром Демир Капија информира дека во Домот на културата во Демир Капија се одржа основачко собрание на општинската организација на Гром Демир Капија. На основачкото собрание се избрани органите на општинската организација. За председател е избран Живко Костадинов, а беше избран и општинскиот и надзорниот одбор. На основачкото собрание на Гром Демир Капија своје обраќање пред присутните имаше и председателот на Гром Стефче Јакимовски. Државата ќе покрива 80% од платите на овчарите. Земјоделците што имаат стада од овци, говеда и од кози може да аплицираат во програмата за рурален развој да добијат до 80% поврат на парите што ги вложуваат за одржување на пасиштата и за плати на овчарите и на говедарите. Повикот е веќе објавен од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и трае до 15 јануари. Парите што ќе бидат исплатени се однесуваат на надомест на трошоци за одржување висински пасишта и ливади и за поддршка на традиционално овчарство. Еден земјоделец ќе може да добие не повеќе од 300.000 денари за вработено лице годишно, но за најмногу 20 вработени лица. Ако во земјоделското стопанство се вработени над 10 лица, помошта се намалува за 50%. Во Министерството за земјоделство велат дека иако мерката е стара неколку години, многу малку од земјоделците досега побарале пари за исплата на половина плата на овчарите и говедарите. Главна причина е што немаат постојано вработени лица и тие што работат обично се задржуваат само по неколку месеци, а не цела година, што е услов да се добијат субвенции. Според податоците од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, секоја година различна сума се исплаќа за напасување добиток и тоа во 2009 година реализирани се приближно 3.900.000 денари кон 7 корисници. Во 2010 година реализирани се приближно 10 милиони денари кон 20 корисници. Во 2011 година реализирани се приближно 1.400.000 денари кон еден корисник, а во 2012 година реализирани се приближно 13.500.000 денари кон 22 корисници. Од програмата за рурален развој ќе се исплаќаат 80% од трошоците за чување и напасување на добитокот како овци, кози и говеда на пасишта и ливади што се наоѓаат во населени места со надморска височина поголема од 700 метри, односно регистрираните одгледувалишта каде што се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска височина поголема од 700 метри, велат во Министерството за земјоделство. Сите одгледувалишта што се под оваа надморска височина ќе добијат 40% од трошоците за чување и напасување на добитокот. Поддршката се доделува во сооднос едно вработено лице на 150 овци, едно вработено лице на 50 кози и едно вработено лице на 80 говеда. Бројот на вработените за кои е исплатена поддршката треба да е ист во период од најмалку една година пред годината за која е одобрена и исплатена. Со доаѓањето на новата година започнаа и овогодишните планинарски акции на планинарите од Тиквешијата. Стартот на новата година стартува и планинарските акции на планинарите од Тиквешијата, кои на почетокот на оваа година потсетуваат на придобивките од самото пешачење. Помага за одржување на телесната тежина, достапно е за секого, не е потребна посебна опрема. Еден од најлесните начини да бидете активни, помага за справување со депресијата и лутината, влијае на намалувањето на лошиот холестерол, влијае на зголемување на добриот холестерол, го намалува високиот крвен притисок, го намалува ризикот од заболување од некои видови канцер, помага за контрола и намалување на дијабетис тип 2, го подобрува расположението, помага кај зачувувањето на здравите коски, го намалува ризикот од срцев удар, мали се шансите да се здобиете со повреди, се намалува стресот, се намалува можноста од срцеви заболувања, нема да ве чини ништо, а помага во сочувување на здраво мускулно ткиво, велат планинарите од Тиквешијата. Во утринските часови ќе има појава на магла и ниска облачност која понекаде ќе се задржи во поголем дел од денот. Во текот на денот пак ќе биде умерена облачност со повремени сончеви периоди. Утринската температура од -2 до 3, а максималната дневна од 6 до 13 степени. Вечерва е Бабник, сите во своите домови, нека ни биде за многу години празникот кој што доаѓа, Рождеството Христово, Божик. Имајте пријатни празнични мигови со програмата на КТВ.